општо земено, споредно одите на мониторингот на Цивил, како и на аналитичарите кои работат во состав на организацијата, се бележи дека 10 дена на техничката влада ги карактеризира дискредитирачки тон во јавната комуникација, исполнет со низа лажни наративи, дезинформации, меѓутоа и национализам и потпалувачка реторика. Проевропската ориентација не се напаѓа директно, но пораките во јавната комуникација упатуваат дека во земјата има две остро спротивставени политички групации. Дел од политичките ентитети, иако не се секогаш директно во своите настапи не се секогаш директно насочени против евроатлантските интеграции на земјата, својата јасна антизападна ориентација ја манифестираат преку континуираните дискредитирачки наративи и ревизионизмот на стратешките важни одлуки и процеси кои ја поддржуваат евроатлантската ориентација на државата. Што се однесува до измените во изборниот законник, Цивил беше многу активно вклучен во работната група за изборни измени, што ја формира Министерството за правда. Тоа е редовна ситуација во која Цивил учествува во овие работни групи со години наназад, во сите состави на владата. И документот, сакаме да информираме јавноста дека документот со измените во изборниот законник од страна на работната група беше завршен во ноември 2023 година, но тие се уште не се изгласани во парламентот. Според препораките на ОДИХР, како и препораките на релевантни домашни организации во земјата, измени во изборниот законник може да се прават најдоцна 6 месеци пред изборите, пред одржувањето на изборите. Работната група која спомнав го испочитува рокот, политичките партии го пробија рокот.